Ова видео е создадено исклучиво за едукативни цели. Ние не сме финансиски советници и не гарантираме добивка. Секое тргување е ризично. Информирај се добро и консултирај се со лиценциран експерт пред да донесеш финансиска одлука. И поздрав екипа, добре дојавте во епизода 15. Грешката на почетниците, односно најголемата грешка, што ја прават во трейдингот, е што тргуваат по цел ден. Smart money не работи така. Пазарот има секогаш специфични часови кога ликвидноста влегува, кога се случуваат најдобрите движења. Во оваа лекција денес ќе зборуваме за тајминг или kill зони. Добро. 90% од силните движења кои се случуваат на маркетот, тие се случуваат во рокот неколку часа во денот. Доколку тргуваме надвор од тие временски часови, каде што се случуваат големите движења, ние ќе добиваме само бавен пазар, повеќе манипулација и сетапите не успеваат. Ова се случува доколку тргуваме надвор од временскиот период, каде што се случуваат големите движења. Денес ќе научиме кога точно треба да тргуваме и зошто најдобрите трейдери чекаат само неколку часа дневно. Што представуваат kill зони? Kill зона или kill зони ни представува временски период кога институционалната ликвидност е најголема. Ова може да се запишете. Добро. Најголемата ликвидност е моментот кога банките, хедж фондови, други институции влегуваат во пазарот. Тогаш ликвидноста станува најголема, односно со најголем волумен. Зошто? Бидејќи во овие ситуации кога ќе влезат големите институции, банките, хедж фондовите во пазарот, тогаш се случуваат неколку други работи кои се битни за целиот smart money концепт. Кога имаме влегување на овие големи сили, тогаш ни се случува liquidity sweeps, break of structure, имаме импулсивни движења, и во тој момент најчесто излегуваат правилните сетапи. Што се случува доколку не постои ликвидност? Знаеме сите, доколку немаме ликвидност, немаме движење. No liquidity,
еднакво на no moves. Затоа најбитно кога влегуваме во трейд, треба да ги знаеме временските периоди. Односно, времето на пазарот е главната насока на цената. Во трейдингот постојат неколку главни кил зони, а тоа се, ќе почнеме со Азија, Азија се отвара зависно од временската зона каде се наоѓаме во светот, но ние ќе земиме за кај нас, да знаеме по наше време. Азија ни се отвара на Форекс маркет 23 часот и трае се до 7:00. Во азиската сесија имаме и повеќе сесии кои се вклучени, но нас не ни интересираат тие. За нас имаме главни 3 сесии кои се Азија, Лондон и Њујорк. Пошто е карактеристична оваа сесија, слаб волумен, консолидација на маркет, и најголемите манипулации се случуваат во ноќната сесија, во Азија сесија, односно цената тргнува да прави, да речеме, повисок врв, но се враќа го зема ликвидито од пониското дно. Затоа, бидејќи се случуваат такви манипулации, цената прави консолидација. Добро. Исто Азија често создава ликвидност и врвови и дноа. Истите овие кои се создаваат во Азија, ликвидноста, врвовите и дноата, подоцна стануваат таргети. Добро. Ова е за азиска сесија, карактеристики. Ајде, мора вака малце да не бидат. Замојме да ги објасним и останатите две. Добро. Одиме со Лондон кил зона. За нас најважната. Лондон се отвара во 8 часот наутро и трае се до 14
6:30. Сега. Значи зошто Лондон килзоната е најважна за нас. Во овие моменти се отвара Европа. Кога Европа се отвара, имаме нагло растење на ликвидност. Често доаѓа до свипување на Азија, high или low, и почеток на самиот дневен тренд. Лондон како килзона, зошто е за нас најважна, бидејќи ние сме во делот на Европа каде што тргуваме, бидејќи Азија логично е спиеме, ние може да тргуваме Лондон и Њујорк, односно Европа и Америка. Во Лондон претежно, значи не секогаш, али често, се иницираат движењата на денот. Често викаат како ќе се отвори Лондон, така ќе проложи Њујорк. Но не е секогаш така. Нормално. Имаме ескалација од самото то. Најбитното што треба да го запамтиме во Лондон, килзона, да го избегнеме моментот од 12 па се до 14 часот, да не се наоѓаме во трейд. Доколку не сме отвориле рано наутро, каде што се движиме во правец на трендот, не е препорачено да тргуваме во овој период. Во овој период се случува ланч брейк и овде се најголемите манипулации. Бидејќи во 14 се отвара Њујорк, до 14:30, односно до 15 часот имаме оверлап на сесии. Секогаш овој период е најманипулативниот период за тргување. Така да, ова секогаш треба да го избегнуваме. Добро. И трета важна, мислам, сесија е нашата најинтересна за најинтересната сесија за златото, бидејќи во овој дел на сесијата се дешаваат многу интересни работи. Ќе почнеме со нејзиното отварање 14:00 па се до 23 часот. Ова е периодот кога Америка се отвара. Ова е период каде што имаме
најголем волумен. Ова е периодот каде што слегуваат вести. Ова е периодот каде што влегуваат големите играчи. Ова е периодот каде што се случува continuation на Лондон или негов reversal. Зошто ова се случува во Њу Јорк? Ајде да видиме една голема слика на сево ова. Азија се отворила со некаква си консолидација. Цела вечер, односно цел тој период во азијска сесија, цената консолидирала. Во Лондон имаме некакво движење надвор од таа консолидација, односно break of structure, и цената формирала тренд. Кога ќе се отвори Њу Јорк, што се случува? Претежно Њу Јорк, доколку Лондон не е завршил таа работа, да ги собери врвовите и дноата од Азија, Њу Јорк се враќа или по дно или по врв, и потоа продолжува подцелење на трендот кој се формирал во Лондон. Тајмингот е важен бидејќи сетапот кој го тргуваме во Лондон работи, во Азија не работи. Во Њу Јорк работи одреден период не работи. Затоа имаме посебни тајминг зони на тргување и на поставување на нашиот сетап. Во Азија институциите не се толку активни. Smart Money секогаш создава ликвидност во Азија, ја собира во Лондон и структурата ја продолжува во Њу Јорк. Ајде да скокнеме малце на чарт, да видиме. Еве, ова е маркетот на злато. Ајде прво да обележиме денови. Еве ќе земиме рандом некој, 13 февруари. Па баш дека петок ќе бараме понеделник, ајде. Ево вака. Понеделник, 16 февруари. Сега се спуштаме во тој ден. Видиме што ни оставил самиот ден. Добро, ова е 15 минутен чарт. Значи, Азија се отворила овде. Имаме отварање на Азија и траела се до 8 часот.
Ова ни е азиската сесија. Таа ни оставила некаков врв и некое сидно. Добро. Се отворила со хај за тој ден и направила спуштање према доле, каде што се формирало дното на Азија. Имаме 8 часот отварање на Лондон, па се до 14. Што се случува? Азија имала мув, а Лондон тргнал према некоја цел. Но, како што се движел денот и временскиот период, Лондон завршил во консолидација. Немаме никакво пробивање на и собирање на ликвидност на Азија High или Азија Low, така да Лондон не направил ништо специјално. Супер. Во 14 часот се отвара Њу Јорк и трае се до 11 часот, ова е више отварање на нов ден. Исто така, Њу Јорк продолжи да консолидира и не се случило во тој ден ништо. Ајде, продолжуваме понатака. Имаме отварање на нов ден. 17 февруари и денот не завршил тука. Што се случува сега? Бидејќи претходниот ден Лондон и Њу Јорк не ја завршиле нивната работа, Азија како сесија се отворила и траела се до 8 часот. Тргнала по претходното дно од Азија од претходниот ден. Имаме собирање, пошто цената го собрала ова дно од претходниот ден, автоматски нас не остава Азија High и бидејќи се спуштила доста длабоко, Азија Low. Супер. 8 часот се до 14 Лондон. Лондон што прави? Бидејќи имаме бреко стракчер од претходниот ден во Азија, Лондон дава пулбек и по отварање на Америка се случува liquidity sweep. Собрано е последното дно од Азија од таа ден. Њу Јорк ја завршува работата, го тестира истиот тој мув и продолжува напад према buy side liquidity. Односно, врвот што ни останал несобран од претходниот ден и истиот врв што го формирала Азија од тековниот ден, комплетно ги собира двата и прави брекна структура. Еве како функционираат килзоните и тајмингот на берзата. Затоа, ако сакаш да тргуваш како институциите, не е доволно да знаеш каде ќе оди цената. Треба да знаеш и кога. Запомнете уште еднаш. Азија создава ликвидност, кои подоцна стануваат таргети, Лондон ја собира истата и Њу Јорк ја продолжува структурата.
Доколку во Лондон не се случи собирање на ликвидност од Азија, да имаме консолидација, Њујорк може да проложи или лондонската или азиската сесија. Тајмингот е едно од најголемите предности во Smart Money Trading. Ви благодарам за вниманието. До тогаш ве поздравувам и чувајте се од маркетот. Се гледаме нареден епизод.